Двојни аршини на Скопскиот кривичен суд денеска не дозволи присуство на новинарите на седницата за оценување на обвинението за организаторите на 27 април. Од судот тврдат дека седниците за оценка на обвиненија не се јавни, како да заборавија дека други правила важеа за случајот Пуч, кога тогаш опозиционерот Зоран Заев и неговите бранители побараа присуство на јавност, истото им беше дозволено. Ние побаравме, нашата одбрана побара, бидејќи сметаме дека сите судења во нашата земја треба да бидат јавни, бидејќи се работи за еден сериозен настан кој се случи. Тоа сметаме дека и правната јавност, но и пошироката јавност треба да се запознае со тоа. Ние побаравме, но судот не дозволи. Сметајќи дека таа одредба се однесува само за главната расправа. Но ние понудивме и претходна пракса, дека претходно дозволувано и сега се напушта таа пракса без никакво образложение. Седницата денеска само што почна беше одложена. За бранителите на обвинетите скандал сам по себе е што со обвинението им биле дадени само 1/3 од доказниот материјал, односно искази од 8 сведоци, од кои 4 се веќе обвинети во првиот случај за 27 април. Другите докази се во 3 други случаи, но законот не дозволува да имаат увид во нив. Така им одговорила на барањето судиката Добрила Кацарска. Сега судот им дозволил увид во рок од 6 часа во тек на еден ден. Следната седница е закажана за декември. За овој случај осомничени се двајцата поранешни министри Милена Киевски, Спиро Ристовски, поранешниот претседател на Собранието Трајко Велјановски и поранешниот директор на УБК Владимир Атанасовски. Освен Велјановски, кој се брани од слобода, останатите се во домашен притвор.